Власта ја доведе Македонија во подчинета положба во однос на Бугарија. Само поради ова мора да си оди, сметаат дел од експертите, според кои лошата надворешна политика резултирала со ваков катастрофален предлог. Не се криви ниту Софија, ниту Брисел, туку властите во Скопје. Тие документи кои ни ги предложи Европската Унија де факто во име на Франција водат во директно претворање на Македонија во бугарски протекторат и Македонија де факто е фрлена во прегратките на Софија и тоа е неизбежен процес, долгорочен процес на бугаризација на македонскиот народ. Владата и парламентарното мнозинство го немаат потребниот легитимитет да одлучуваат за крупни прашања. Експертите согласни. За ваквата одлука уставот е јасен. За членство во меѓународни сојузи одлучува народот на референдум, вели поранешниот дипломат и аналитичар Ристо Никовски. Поред уставот наш, за да се влезе во организации или сојузи како што се НАТО, Европската Унија, мора да има референдум. И то референдум кој ќе биде многу јасен. Сте за членство или не сте? Македонија немаше таков референдум нити за НАТО, нити има сега за ЕУ. Според тоа, све што прави власта, без согласноста на народот за такво нешто, нема легитимитет и тоа е спротивно на уставот и тоа е грубо кршење на уставните одредби. Оваа владеачка гарнитура нема легитимитет од првиот ден од кога е дојдена. Таа е без легитимитет да одлучи за било што уште од 2017-та, тврди политичкиот аналитичар и поранешен амбасадор Ивица Боцевски. Имаме премиер кој што никогаш не бил избран, не бил на ниту една листа. Имаме една лоша ситуација во Македонија кога наспроти волјата на македонскиот народ веќе се протна еден документ кој што беше јасно отворен од македонскиот народ, тоа е Преспанскиот договор. Сега имаме уште еден документ кој што ги возбуди духовите, ја донесе државата и нацијата буквално на самата ивица на внатрешен судир. Судирот при тоа се знаеме кој го направи. Судирот го направи тој што лажеше дека не преговарал, а преговараше. Тој што ќе го потпише протоколот со кој што се возможува бугаризација преку асимилација и тој што ја претвори Македонија во една бугарска колонија. Против францускиот предлог се крена речиси целата академска јавност, дури и оние кои до неодамна важеа за поддржувачи на актуелната власт. Сите сметаат дека Македонија не смееше да се го дозволи ова. Со ваква преговарачка рамка никогаш нема да станеме членка на Европската Унија, затоа што Софија доби сила и можност да не блокира кога ќе посака и тоа со поддршка на Брисел.